Специјалното јавно обвинителство заминува во историјата. Лидерска средба нема, откако опозиционерот Мицкоски не ја прифати поканата на Заев. Премиерот предложи нов закон за јавно обвинителство. Со новото законско решение, СЈО со обвинителите ќе функционираат во рамки на обвинителството за организиран криминал, кое пак ќе добие зголемени ингеренции, а на чие чело ќе биде актуелната шефица Вилма Русковска. Скоро сите барања, ако не и сите барања на опозицијата, преку работни групи јавно истакнати, се овозможени. Значи, нема Катица Јанева повеќе. Таа даде оставка и треба да се избере иднина на специјалното јавно обвинителство. За да се избере иднина, решенијата беа да седнеме јас и Мицковски и другите чинители да бараме нов обвинител на тоа посебно оделение за висока корупција. Еве и тоа го отстранив. Да не зависи веќе од Христијан, од Заев, од Мицковски, од Заев или од Акмет или од било кој друг. Го тргнавме тоа прашање. Иднината на јавните обвинители, на истражители, на сите вработени е како сите што работат во јавно обвинителскиот систем на државата. Нивниот мандат истечува на 15 септември 2020 и имат право да конкурират, да не конкурират, да бидат бирани, да не бидат бирани, како и сите други обвинители. Според креаторот на законот, прифатени се барањата на опозицијата, а во исто време е обезбедена целосна независност на новото обвинителство под ново име. Јавно обвинителство за гонење организиран криминал и висока корупција со надлежност на цела територија на земјава. Еве дел од деталите од новото законско решение. Гаранции за самостојност во работата со почитување на хиерархијата во основното јавно обвинителство. За составот, шефот и обвинителите ќе одлучува Советот на јавни обвинители. За разрешување со двотретинско мнозинство ќе одлучува Советот на јавни обвинители. Гаранции за финансиска независност. Висината на буџетот ќе биде на предлог и на барање на шефот на новото обвинителство. Ќе се доставува до Министерството за финансии, до владата и до собранието, кои нема да можат да го менуваат предложениот финансиски план и се должни да обезбедат финансиски средства за непречена работа. Сите случаи кои се пред судовите, а се во надлежност на сегашното СЈО, ќе ги застапува новото обвинителство во фаза во која се застанати. Мандатот на сегашните обвинители од СЈО е до септември 2020 година со право на реизбор. Премиерот Заев го очекува потребното двотретинско мнозинство за изгласување на законското решение пред септември во предворје на датумот за почетокот на преговори со Европската унија. Јас верувам дека до крајот на јули можеме да постигнеме политички консензус за ова прашање. Се надевам консензус во собранието. Ако не двотретинско мнозинство можеме да постигнеме, а законот може да биде изгласан и после враќањето на пратениците од одмор, после 26-ти, заради тоа што имаме време и тогаш, но не смееме да оставиме да влеземе во септември без било какви политички разговори или договори за ова прашање, кој што е исклучителна важност прво дома, за граѓаните за државата, но секако рековме не мора да значи, но може некој да го користи како аргумент при носењето на толку значајната октомвриска одлука за стратешка цел на државата, почеток на преговорите со Европската унија. Предлогот на Заев доаѓа по неуспехот да одржи лидерска средба и да се договори со ВМРО ДПМН за нов закон за јавно обвинителство со кој требаше да се реши статусот на специјалното јавно обвинителство. Токму потребата од решавање на статусот на СЈО беше нотирана и во сите последни препораки од Брисел.